Па добро, еве, драго ми е денеска што присуствувам на ова свечаност, почетокот на бербата на лозјата во Кавадаречкиот регион. Пред се сакам да лозарите да им честитам успешна берба, да им посакам да го соберат и последното зрно кое што ќе се роди оваа година, а според сите предвидувања дека оваа година ќе биде родна, се очекува 160 до 180 илјади тони грозје да се набере. Секако дека ние како министерство, како винари, како лозари, веќе од мај месец ги вршиме припремите за оваа сезона да биде што поуспешна и на моје задоволство, на задоволство на винарите, на лозарите, се надевам дека ги направивме сите подготовки, сите договори, оваа сезона да заврши успешно. Што е тоа што го договоривме? Договоривме да цените останат од минатата година, односно за вранецот кило да биде, значи ова се за базни цени, почетни цени, 13 денари, за смедеревката 11 денари. Кога велам базни цени, тоа значи дека оваа година ќе направиме сите напори да грозјето се откупува по шеќерни единици. Значи, како шеќерните единици ќе се зголемуваат, така ќе се зголемува цената на по килограм грозје, односно за вранецот по 0,68 денари по една шеќерна единица, додека за смедеревката 0,65 денари. Ова го правиме од проста причина, бидејќи сакаме да направиме лозари кои што ќе произведуваат квалитетно грозје, од кое што грозје може да се направи квалитетно вино, а вино кое што мора да биде квалитетно ако сакаме да го продадеме. Вие знаете дека нашето производство на грозје вино се од толку големи размери да тоа во Македонија ни најмалку не може да се потроши, односно мораме да го извезуваме. За да извеземе на пазарите е страшна конкуренцијата, значи сите нудат квалитетни вина со ниски цени и од тие причини нашите лозари значи мора да произведуваат квалитетно грозје, винарите да произведуваат квалитетно вино и тенденцијата на нашата држава на во овој правец е да што повеќе да преминеме од наливно вино да преминеме на флаширано вино. Мене ми е драго што секоја година од година се зголемува флашираното вино, така да во однос на минатата година некаде за 20% е зголемено флашираното вино, некаде околу 10 милиони литри е продадено флаширано вино до сега, 27 милиони литри е продадено во цистерни. Така да некаде околу 37-8 милиони литри е продадено од минатогодишната реколта, кој што гледате, значи се уште имаме доста на залиха, ако знаеме дека е околу 100 милиони литри на вино имаме произведено, значи некаде околу 60% практично не е продадено, но се надеваме дека до крајот на годината, односно дека стаса новата реколта, ќе успееме да го продадеме. Исто така сакам да кажам дека во однос на минатата година и цените на виното што го имаме продадено се зголеми, некаде околу 20-30%, зависи од тоа. Така да се во све се надевам дека и оваа година, кој што реков, ќе помине успешно, а ние како влада, како министерство ќе направиме сите напори. Им ветувам на лозарите тука дека се ќе направиме, дека нема да остане ни едно зрно необрано од овогодишните лозови наседи. Така да, еве, уште еднаш посакувам успешна берба и еднаш да, еве, вака, бербата ја започнеме со веселба, да лозарите еднаш им ја тргнеме грижата од тоа како ќе го продаде, што ќе го продаде, а еве тука, еве сега сакам да кажам дека во тој правец ние вршиме измени во законот за вино. Во четврток помина на влада, се надевам дека по скратена постапка идната недела ќе помине и во собранието, каде што проблемите кои што ги има лозарите во однос на наплата на своите побарувања, бидејќи право со постоечкиот закон има осим винарските визби и трговци со вино, не со вино, него со грозје, така да сега во законот го менуваме тоа и кажуваме дека единствени откупувачи на виново грозје ќе бидат винариите. Така да ги исклучуваме овие трговците, кои што највеќе таму се правеше таа манипулација со неисплаќање на лозарите. После исто така правиме плаќањето да биде пак на 6 месеци, но со тоа што ќе оди во 3 рати. Значи, до 15 декември ќе оди 20%, доколку
овие 20% до 15 декември не биде исплатено на еден лозар, автоматски таа винарија ќе губи лиценцата и сите приливи што ќе ги добива од продадено вино ќе одат прво да се исплатат ратата за лозарите, а тек потоа ќе оди на винаријата. И после нормално 40% до 15 февруари, истото правило важи и до 30 априле останатите 40%. Така да мислам дека со овие измени од полека ќе ги затвараме сите можни манипулации, така да имаме едни фер игра, да лозарите знаат што произведуваат и знаат која ќе биде цената. Да се заблагодарам на присуството на министерот и со ова изворно информирање на лозарите за состојбата со откупот. Сакам и јас од моје лично име да честитам Гроздобер. Секако да овој Гроздобер помине во што е можно најдобар ред, да лозарите бидат задоволни и дај Боже да имаме, кашо имаме случаи, да исплата на високосортното грозје со повисока цена. Слушнав дека траминецот оди и се извезува и се плаќа многу добро, што не е случај и со шардонето. Меѓутоа, еве, тоа што е до мене како локална власт, министерот добро знае дека за цело време бев активен во менаџирањето на овој деценијски проблем и мислам дека ова е максимумот кој што можевме во преговорите да го постигнеме. Сите оние кои што зборуваат за други цени треба да понудат модалитет како тоа би го постигнале, како би ги натерале винарниците да ја платат таа цена, а не само да шират демагогија.